На почетокот на овој дневник актуелности од сферата на аграрот. Сушата почна да го зема данокот. Проблеми со наводнувањето на полињата со ориз. Во Кочанско промена на планот за наводнување, а наместо првичните 5100 хектари со ориз, ќе се посеат само 2700 хектари. Ќе се преполоват полињата со ориз во Кочанско. Поради неповолната хидролошка состојба, браната Калиманци е полупразна. Дождови нема, а не се очекува ниту подобрување на состојбата во следниот период, а сидбата на белото злато е на прагот. Затоа тимот експерти за наводнување, сегашни и поранешни раководители во водостопанската подружница Брегалница и од Институтот за ориз, Министерството и Управата за водостопанство седнаа на маса и донесоа нов план за наводнување. За околу 2600 хектари ќе се намалат површините кои ќе се наводнуваат со ориз, а се очекуваат и проблеми со наводнувањето и рестрикции. Одлучивме дека мора да се намали хектаражата за ориз. Скративме некаде речиси околу 2000 и нешто хектари, а треба да скратиме уште 600. Тоа би значило дека со овие скратени сега полиња во моментот, ние се уште не сме добри. Се уште ќе имаме проблем во текот на годината. Значи, се уште ќе има рестрикција на вода, ако остане вакво времето. Значи, дефинитивно ќе има рестрикција, што значи нема да има цело време вода во оризовите полиња. Ориз нема да се сее на повеќе парцели каде досега се жнееја полни вреќи, поради неможноста да бидат наводнување. Повеќе оризарски ниви во Кочанско пролетва нема да се наполнат со вода. Полиња кои нема да се засеат со оризова култура, као Чишиново, Горни Гирени, Стари Лојза, Големи ниви, Кинџурка, Мазникови авлии, као Спанчево, Долно поле, Средни пат, као Лепепелци и Новоселани, комплет се убива. Бања, Ливади, Бурилчево, Шамак, Пригор, Ели, Чифлик, Главно поле, као Ларци, Купривица, Кочански дел и као Жиганци, Ваганица, Долчиница, Богатинци, исто Кочански дел. Првично со планот за наводнување водостопанската подружница Брегалница за оваа година планираше да наводнува на 10.000 хектари, од кои 5130 под ориз. Но акумулацијата Калиманци е полупразна со зафатнина од 65 милиони метри кубни вода, од кои 35 милиони метри кубни се од лани. Дополнителен проблем со кој се соочува водостопанската подружница и покрај чистењето на каналите за зголемување на површините под ориз е и санирањето на дотрената каналска мрежа на системот, кој веќе е во функција повеќе од 40 години, и немањето на каналетки, поради што поголем дел од наводнувањето оди преку земјените вади. Државниот завод за статистика денес соопшти дека граѓаните се хранат поскапо во однос на минатата година. Цените на прехранбените производи скокнале за 0,2%. Исто така граѓаните се револтирани и заради поскапувањето на јајцата пред најголемиот христијански празник Великден. Македонските семејства со скромни плати од 12.000 денари ги трошат само за храна и да си ги платат сметките за струја, вода, интернет и телефон. Државниот завод за статистика денеска излезе со податоци дека храната во споредба со лани поскапела за 0,2%. Граѓаните кои Ирис телевизија ги анкетираше велат дека нивните плати и пензии веќе немаат вредност, ги трошат само за храна и сметки, а гардеробата ја сметаат за луксус. Сега гледам последно време јајца поскапнати се, месото не е лоше, но ќе биде и оно поскапено изгледа. И зеленчуци се скапи. И јаболки, и тоа и... Што знам, дали е скапо, дали не имаме, слабо име плати, па не се чини скапо, а важно, скапо е. Може ли еден македонец да издржи со платата која што ја зема или со пензијата до крајот на месец? Ако не купува ништо, ни облека, ни нешто друго, само за храна ќе помине. Не стасува, поготово четворочлено семејство, мислам дека не стасува. Поготово кога има и деца за школување, облека, училиште, факултети, не стасува. Па поскапени се сите продукти прехрамени што се и така да со една плата од 12.000 не може да ги платат сметките луѓето и да се прехранат у теку на месецот. За разлика од лани, сите производи бележат зголемување. Минатата година на трапезите имавме поевтино месо, зеленчук и овоше. Граѓаните се револтирани заради зголемувањето на цената на јајцата,
токму пред великденските празници. Сметаат дека трговците сакаат екстра да профитираат од неголемите христијански празници, кога сите сакаат да имаат барем скромни трпези за своите семејства. Финансиските проблеми, социјалната несигурност и стресот се причина за поголемиот број на пациенти со депресивно расстройство. Ако порано важеше правилото дека од депресија страда постарата популација, сега работите се изменети. Намета се младите до 40 годишна возраст. Расте бројот на лица кои страдаат од депресија. Последните статистички податоци покажуваат дека за 5 години бројот на пациенти кои биле на болничко лекување од депресија се зголемил за речиси 40%. Ако во 2010-та бројот на болничко лекувани пациенти бил 585, во 2015-та овој број достигнал 803. Депресијата е една од најчестите болести, а секојдневниот стрес, финансиските проблеми како и социјалната несигурност се причини за во иднина бројот на пациенти со депресивно расстройство постојано да расте. Се почесто од депресија страда и младата популација. Депресијата конкретно, бидејќи ме прашавте, како една состојба, расстройство е присутно и кај најмладата популација. Владе митот дека од депресија можат да страдаат само возрастните, но тоа не е точно. Депресија е присутна и кај најмладите групи. Стресот е една од водечките причини за депресивното расположение, вели познатиот невропсихијатар професор доктор Методиче Преганов. Стресот од секогаш постоел и ќе постои. Телото и умот не можеме да го заштитиме од стресот, но затоа пак може да го превенираме. Може да го превенирате. Значи, го гледам икс човек кој не ми е симпатичен. Нека биде новинар. Гасам телевизорот. Значи, не сакам да ја примам стресогената информација. Оти знам дека ќе каже нешто против мојата екзистенција. Да ми разбирате, тоа е превенција, да избегавате такви состојби што ќе го возбудат вашиот организам. Иако се почесто граѓаните бараат психијатриска помош, кај нас во државата се уште постои стигматизам по ова прашање. За да не бидат осудени од општеството, многу често лицата кои имаат депресивно расположение на своја рака се лекуваат со седативи. Имено и последниот извештај на Фондот за здравство покажа дека диазепамот е најпотрошуваниот лек во државата. Општините со врзани раце поради техничката влада и нераспишаните локални избори. 4 месеци не можат да распишат огласи за продажба на градежни парцели. Овие планирани приходи во буџетите ќе им се преполоват. Околу 5 милиони евра од продажба на градежни парцели нема да се слеат во буџетите на општините од Источна Македонија. Политичката криза и нераспишувањето на локалните избори им ги врзаа раците на општините за распишување на огласи за продажба на парцели за изградба на куќи, станови и стопански објекти. Значи во овие 4 месеци од 2017 година се уште немаме објавено конкурс за продажба на градежно земјиште во општина Штип. Причина е затоа што се уште немаме официјална влада, туку имаме техничка влада која што е задолжена на некој начин да одржува владата во живот се до изборот на официјална влада. Се додека тоа не се расчисти, ние немаме укажување и не смееме да продаваме градежно земјиште. Се разбира, тоа е еден од главните извори на приходи на општината покрај данокот на имот. Општина Штип како најголема во регионот во буџетот планираше од продажбата на градежно земјиште да има приход од над 1 милион евра. Градежни парцели за продажба има на неколку локации, како за куќи, станови, така и за стопански објекти. Одделението за урбанизам работи на тоа, имаме неколку зони кои што се разработуваат во моментот, на излезот кон Штип, секако се разгледуваат и оние во Дузлакот, оному каде што се е овозможено да се направат проекти, значи одделението за урбанизам тоа го работи согласно законските обврски, така што нема да има криза во поглед на тоа за објава на градежно земјиште, меѓутоа пречките се повеќе правни отколку реални. Овие средства општините ги користат за изградба на инфраструктурни објекти. Засега сигурен прилив на средства во општините се од данокот на имот, кој граѓаните треба да го платат до ноември. Едукативна работилница за медицинска едукација на персоналот во детската градинка Вера Церивери Трена во Штип. Воспитувачките треба да бидат подготвени и соодветно да изреагираат доколку увидат дека некое дете во текот на својот престој во градинка има сериозни здравствени проблеми.
Соодветната реакција во дадената состојба може да спаси човечки живот, а здравствената едукација на персоналот е од голема важност, појасни педијатарот Марина Гацова. Секако дека препораките денеска кои ќе ги дадеме на персоналот кој работи овде во градинката се однесуваат врз основа на тоа за каква несакана ситуација станува збор. Бидејќи зборувавме претходно за алергичните реакции, основно на кое што треба да обратат внимание оние кои работат со дечињата, вработените, секако се отежнатото дишење, свиркање во градите, бледило по лицето, појава на помодрување на околу устичката, на рачињата, значи тоа се екстремно тешки ситуации на обструкција, пореметување на дишењето кој значително може да го компромитира здравјето на детето. Со лиценцирањето на воспитувачките кој пред извесен период го воведе Министерството за труд и социјална политика, здравствената заштита и пружењето на прва помош е задолжително, истакна директорот на детската градинка Вера Церивири Трена. Зборуваме за грижата на децата, значи ние внимаваме на нивната сигурност, внимаваме на одржување на хигиената на највисоко ниво во градинката. Исто така користиме и најразлични форми на игри за физичкиот и моторниот развој на децата, за социјално-емоционалниот развој на децата. Детето во градинката треба да биде задоволно, треба да биде среќно, треба спонтано да ги изразува своите чувства во групата, треба да се социјализира. Во градинката учиме за моралните норми, за традициите на нашето општество. Досегашното искуство покажува дека родителите чии деца имаат здравствени проблеми, овој податок не сакаат да го споделат со претпоставените во градинките. Проектните активности финансирани преку ИПАРД, програмата за меѓугранична соработка, Одделението за локален економски развој во Пробиштип ги реализира успешно. Сепак приоритет е даден на реконструкцијата и енергетската ефикасност на Домот на културата во Пробиштип. Одделението за локален економски развој во Пробиштип интензивно ги реализира активностите од проектите преку ИПАРД програмата за меѓугранична соработка. Приоритет е дадено на енергетската ефикасност и реконструкцијата на Домот на културата. Се што аплициравме е завршено. Можам да кажам само дека во тек е реализацијата на проектот кој што минатата година, 2016, го добивме во проектот ИПА преку гранична соработка со Бугарија. Нашата општина Пробиштип аплицираше со општина Рила и во моментов овој проект, тоа е реконструкција на Домот на културата, односно енергетски ефикасна зграда, промена на кровната конструкција, промена на прозори и врати и фасада, е во тек. Токму во моментов се изведуваат градисни активности на терен, истиот проект се очекува да биде завршен за неколку месеци. Напоредно со овие активности, Одделението за локален економски развој во Пробиштип реализира и инфраструктурни активности и проекти поврзани со руралниот развој, но исто така интензивирана е и соработката со невладиниот сектор. Се почесто се случуваат сообраќајни несреќи со слетувања од коловозот. За само 24 часа се случиле 2 сообраќајки, една во Кочани, другата во Штип. Возач удрил во барака, за среќа повредени нема. Неприлагодената брзина на управување на возилата е причина за случување на сообраќајните несреќи не само на отворен пат, туку и на градските улици. Вакви сообраќајни несреќи се во Штип изминативе 24 часа, евидентираше во Кочани и Штип. И во двата случаи, возачите со возилата удрија во објекти. Брзината на движење, односно непочитувањето на брзината на движење се наметнува како еден од круцијалните, да не речам доминантни фактори за случување на сообраќајни незгоди. Од тука и општинските совети најавуваат кампањи за едукација за подобрување на безбедноста во сообраќајот. Ако ја согледаме во суштина ситуацијата, загрозеноста доаѓа од сите страни, почнувајќи од пешаците како најбројни и најмалку моторизирани, па се до моторизираните учесници на сообраќајот, значи ниеден не е имун на последиците од сообраќајните незгоди, а и причините за кои настануваат. Така што овој период, еве како и член на Републичкиот совет, даваме акцент на подобрување на сообраќајните состојби, на едукацијата. Возачот од Кочани, кој со возилото Ауди удри во трговски објект во сообраќајната несреќа, се здоби со тешки телесни повреди.
Во Штипската сообраќајна несреќа што се случи во попладневните часови на фреквентната улица Љубен Иванов, за среќа повредени нема. Причината е само материјална штета. Екипите на јавното предпријатие Стипион 2011 во градежна офанзива за уредување на тротоарите и уличките низ сите штипски населби. Се работи и на уредување на патеките околу новата фонтана. Јавното предпријатие Стипион 2011 продолжува со активностите за уредување на тротоарите низ градот. Во завршна фаза се работите во Сењегот, но екипите работат и на други локации. Во завршна фаза на улица Сремски фронт работиме и кај новите стамбени објекти кои што се измеѓу Партизанска и Сутјевска. Во завршна фаза веќе работиме на пристапна патека околу новата фонтана која што се гради во центарот на градот. Веќе во наредниот период продолжуваме со уредување на тротоарите на нови локации каде што по барање на граѓаните ќе пристапиме за уредување нови простори, односно веќе имаме една нова локација на уредување на тротоар околу салата Јордан Мијалков, за да можат и граѓаните кои што одат и на спортските настани, за да можат да ги користат овие наши тротоари. Екипите на Стипион до крајот на сезоната ќе интервенираат и на уредување на делови од улички. На почетокот од сезоната сме, до крајот на сезоната ние интензивно ќе работиме и верувам дека голем дел ќе завршиме од овие активности, затоа што не се, како да кажем, не се базираме само на уредување со бехатон и на тротоарските површини, тука и оние улички кратки кои што се земјени улички или пак можеби некаде дури останали на старата калдрма. Сакаме да ја замениме, да ја бетонираме, за да можат граѓаните да ја користат. Исто така јавното предпријатие Стипион 2011 работи и на обележувањето на хоризонталната сигнализација во сите улици низ градот. Брегалничката епархија информира дека по повод верскиот празник Благовештение Благовец на ден 7 април 2017 година, петок со почеток во 8 часот, неговото високо преосвештенство, митрополитот Брегалнички господин Иларион, ќе богослужи света божествена литургија во храмот Успение на Пресвета Богородица во Штипско Новосело. При посетата на македонските цркви и манастири купувајте исклучиво осветени црковни свеќи, апелираат од Брегалничката епархија. Во пресред на денешниот прволигашки надпревар Брегалница Шкупи, столчињата на трибините на градскиот стадион беа прошарени и наградени. Според видеонадзорот и чуварската служба, сторителите се забележани, препознати и се пријавени до надлежните служби. Неодамно освежените и префарбани столчиња во црвено-жолтата национална боја на трибините на градскиот стадион во Штип не идоа на симпатика љубителите на фудбалот во Штип. Не така удобно трибините беа со грда бетонска подлога, без никакви услови и удобности за посетителите на градски и беа причина за игнорирање и непосетување на фудбалските надпревари. Сега, кога беа инсталирани столчињата и кога трибините почеа да нудат услови, некој се дрзна да ги нагрдува и уништува. Значи, колку да се труди јавното предпријатие ИСАР и општина Штип да прави добри дела во општината, до сега направивме безброј проекти. Ја препородивме општината, несовесни граѓани, вандалисти, луѓе кои што немаат ништо човечко во нив, луѓе кои што не го сакаат убавото, уништуваат. Во изминатата ноќ се ишарани и уништени неколку столчиња овде на градскиот стадион во Штип. Се со цел бидејќи ја сакаат плаво, белата боја, бојата на Брегалница. Бојата на Брегалница никој нема да ја земе, сите сме за плаво-белите. Меѓутоа овој стадион е во собственост на општина Штип и не е само на Брегалница. На овој стадион ќе се играат и други надпревари, на овој стадион ќе играат и други фудбалски клубови, ќе играат омладинци. Значи овој стадион е на општината, овој стадион е на Република Македонија, а бојата на Република Македонија е црвено-жолта и така да столчињата ќе останат изфарбани црвено-жолти. Ние денес организиравме, веднаш после нив случајот го пријавивме во полиција. Веќе ги знаеме сторителите, се видени. Ги знаеме сторителите, полицијата ќе си ја спроведе својата истрага. Па има поставен и видеонадзор овде на самиот градски стадион, а и самиот чувар кој што е овде обезбедување
случајот го пријавил и ги видел, ги познал кои се, претходно доваѓали на првиот обид бил неуспешен, вториот обид, значи ги бил успешен. Со брзата интервенција на повеќето ангажирани лица, столчињата се враќаа во првичната состојба, а со цел спремни офарбани да ги пречекат навивачите за денешниот надпревар. Почитувани гледачи, ги следевте вестите, благодарност за вниманието. Имајте пријатна вечер.